Прославата на новогодишните и божитните празници може лесно да се расипе ако не внимавате поради претераното консумирање храна, но и ако претерате со алкохолните пијалоци. Дочекот на новата година важи за еден од највозбудливите и најпрославувани настани и новогодишната ноќ е повод за забава за сите луѓе, почнувајќи од најмладите па се до највозрасните. Но се почесто помладата популација го користи миксот од алкохолни со енергетски пијалоци, за кои лекарите велат дека е поризично за разлика од консумирање на само алкохол. Всушност, мешањето на алкохол и енергетски пијалоци е се почеста појава. Статистиките на светско ниво кажуваат дека речиси 2/3 од младите ја злоупотребуваат оваа комбинација. Ние, докторите, предупредуваме дека консумирањето на микс од алкохол и енергетски пијалок е поризично отколку консумирањето само на алкохол. Луѓето кои пијат алкохол со енергетски пијалоци си го зголемуваат ризикот за повреди и предизвикување на незгодни ситуации. Објаснувањето е едноставно. Кога пиете енергетски пијалоци, кофеинот и тауринот кои ги има во нив ве држат будни и ги прикриваат знаците на пијанство, како умореноста и замаеност. Поради ваквите комбинации, луѓето помалку го чувствуваат пијанството и како резултат на тоа земаат алкохол во ексцес. Односно, консумирањето на комбинации од алкохол и енергетски пијалоци може да доведе до полоша способност за расудување, затоа што не сте свесни колку сте опијанети, тој се чувствувате побудни и посвесни. Конечно, оние кои консумираат алкохол со и без енергетски пијалок се однесуваат поимпулсивно во споредба со оние кои не консумирале алкохол. Но да не заборавиме дека оние кои пијат алкохол и енергетски пијалок заедно се чувствуваат постимулирани во споредба со оние кои пијат само алкохол. Па така консумацијата на енергетски пијалок во комбинација со алкохол создава ризично сценарио за консуматорот поради поинтензивно чувство на стимулација и високите нивоа на импулсивност. За време на празниците и големите прослави често чашите се полни до врв, но токму во овој момент многу луѓе завршуваат во неволја поради труење со алкохол, а тоа најчесто е резервирано за помладата популација. Скоро секоја година за време на новогодишните празници, интернет амбуланта во Струмица е со зголемен број на пациенти со алкохолна интоксикација, велат лекарите. Точно е дека особено за време на новогодишните празници ние во нашата интерна амбуланта при ЈЗУ Општа болница Струмица имаме зголемен број на пациенти со алкохолна интоксикација. Што е тоа што треба нашите сограѓани да го знаат? Имено, труењето со алкохол често се нарекува предозирање со алкохол. Ова се случува кога човек конзумира голема количина алкохол за краток временски период. Поради ова, постои голема акумулација на алкохол во крвта, што предизвикува деловите од мозокот кои ги контролираат и регулираат основните функции на одржување во живот да почнат да откажуваат. Труење со алкохол може да се случи секому. Неговиот ефект зависи од тоа колку сте испиле, но алкохолот од друга страна не влијае на сите луѓе на ист начин. Колку брзо алкохолот влегува во крвотокот зависи од многу фактори, вклучувајќи ја вашата висина, тежина, возраст, колку сте јаделе пред да консумирате алкохол, вашето општо здравје, толеранција на алкохол, мешање со други супстанции, јачината на пијалокот и колку и како брзо пиете. Поради тоа, мојот апел е да се внимава на внесот на алкохол за време на празниците, а се со цел зачувување на личното здравје и секако обезбедување на поширока општествена сигурност. Да се внимава со алкохолот за време на новогодишната ноќ, да не дозволиме овие весели денови да ги претвориме во денови на боледување и тага, апелираат лекарите. И секако, да не се управува со моторни возила доколку сте во алкохолизирана состојба.